Фросина и Мирно лето се без сомнение парадигматски филмови за македонската кинематографија. Можеме да ги наречеме и класици на македонската кинематографија, или со други зборови, ако употребам постаринска терминологија, едни од камен темелниците, нели, од основните филмови, основоположниците на македонската кинематографија, заедно со Мистон и Македонска крвава свадба. Се разбира, тоа е така затоа што на почетокот на организираната македонска кинематографија по Втората светска војна, Фросина е првиот игран долгометражен филм снимен во македонска продукција, во продукција на тогаш единствената продуцентска куќа Вардар Филм во 1952 година. Организираната кинематографија во Македонија, во тогашна Социјалистичка република Македонија, почнува во 1947 година со филмовите Жито за народот и Во избори до нови победи. Следуваат уште десетина документарци за да се стигне до реализацијата на овој прв долгометражен игран филм воопшто, нели, во историјата на македонскиот филм. Сценариото за филмот го напишал прозаистот писателот Владо Малевски и уште на почетокот се видело дека сценариото е преопширно за да ги опфати сите тие елементи што биле напишани во самото сценарио, затоа што и самиот сценарист Владо Малевски подоцна ќе посведочи дека немал никакво искуство во пишувањето сценарио и дека тоа било за него на некој начин учење на занаетот. За режисер е ангажиран гостинот од Србија, што било честа практика во тогашниот период, нели, во кој тогашните југословенски републики си помагале со ресурси, оттаму овие поразвиените републики имале кадар поупатен во филмската уметност, така да кажеме, и оттаму за режисер е ангажиран Воислав Нановиќ од Србија, но имало и друга причина за неговиот ангажман. Воислав Нановиќ имено има македонско потекло, неговото семејство потекнувало од Дојран, а тој самиот бил роден во Скопје и дел од раното детство поминал во Скопје. Оттаму луѓето одговорни за филмот во Македонија сметале дека тој најдобро ќе одговори на барањата на овој филм. Од друга страна, веќе бил режисер со искуство, значи имал реализирани два долгометражни играни филмови, Бесмртна младост и Волшебниот меч. Овој вториот особено одлично поминал кај тогашната југословенска публика, бидејќи раскажува приказната, нели, за таа митска легендарна приказна за Баш Челик, и Воислав Нановиќ на некој начин бил режисерска звезда во тој период, така можеме да кажеме. Покрај тоа, Воислав Нановиќ непосредно пред снимањето на Фросина бил во Лондон на некоја специализација по режија, која траела повеќе месеци, каде меѓу другите заедно со него специализирал и подоснежниот голем мак на европскиот филм, големиот шведски режисер Ингмар Бергман. Оттаму Нановиќ доаѓа во Македонија, се среќаваат со сценаристот Владо Малевски, заедно со асистент режисерот Трајче Попов работат на доработка на сценариото во манастирот Калишта во Охрид и во 1951 година почнуваат со реализација на оваа филмска приказна, чиј директор на фотографија е исто така доајенот Киро Билбиловски, кој пак бил во дилема дали да замине во Америка да снима репортажа за македонските иселеници или да го реализира првиот филм. Подоцнежните негови зборови се дека останав во Македонија да го снимам првиот македонски филм, но никогаш потоа не стапнав на американско тло. Како и да е, тој прв филм бил реализиран, нели, според со оваа екипа, во, така да речеме, услови кои не одговарале, нели, на некаква посериозна филмска продукција, бидејќи повеќето средства и технички алатки биле позајмени од Белград, но она што го добила филмската екипа сепак не ги исполнувала критериумите и така морале да се снаоѓаат. Особено инвентивен во тоа бил тон снимателот Војне Петковски. А постои уште една анегдота во врска со изборот на главните актери. Луѓето од Македонија на Нановиќ му ја препорачувале во главната роља за ликот на Фросина тогашната театарска звезда Мери Бошкова. Тој се разбира се согласил, но се изненадил кога ја видел Мери Бошкова, бидејќи во тоа време таа била млада глумица, 28 годишна жена, а требало да глуми роља на многу повозрасна жена Фросина, која го губи во војната својот син Единец.
Но Мери Бошкова се разбира одлично одговорила на поставената задача и доследно ја остварила својата улога. Во улогата на незиниот син Климе бил ангажиран на туршчикот тогаш Ацо Јовановски, кој подосна ќе заврши глумачка школа и ќе стане еден од доајените на македонското глумиште, а покрај нив биле тука и ветераните театарски во тоа време Петре Прличко, Илија Джувалековски и останатите. Филмот бил снимен, тоталите биле снимени на Охридското езеро, а бидејќи Македонија до ден денес нема филмско студио, уште помалку имала во тие времења, а крупните планови и сценациите го сценирале самото езеро во војниот хангарот на војниот аеродром кај Зајчев. Значи работеле во невозможни услови, но сепак успеле да реализираат една доследна приказна, од денешен аспект, кога ќе се погледне малку повеќе мелодраматична, но сепак која одговара на барањата на тоа време. Воислав Нановиќ се обидел да избегне од таа идеолошка матрица на соцреализмот која била доминантна во тој период. Не успел сосема во тоа, но сепак особено е значајна трансформацијата на Мери Бошкова во улогата на Фросина и ги достигнува оние височини на античките драми, можеме да кажеме. Премиерата на филмот се одржала на почетокот на 1953 година во Скопското кино Култура и покрај државниот врв на проекцијата присуствувал и прочуениот, да речеме, монтажер и режисер на немиот филм Поботекло од Србија, кој направил извонредна кариера во Соединетите Американски држави, Славко Воркапич, во тоа време професор на Академијата во Лос Анџелес, кој дал позитивни коментари за филмот. И уште нешто би требало да се каже, во тоа време постоела и така наречена идеолошка комисија, значи која ги цензурирала одредени делови на филмот, така што филмот претрпел одредени кратења, заради тоа што комисијата на чело со тогаш мокната политичарка Веселинка Малинска и со публицистот Хаџи Василев Јасмин, Мито Хаџи Василев Јасмин, сметале дека има некои сцени во кои премногу се присни односите меѓу македонското семејство и бугарските окупаторски офицери, од таму некои сцени морале да бидат скратени. Тоа не го направил самиот Нановиќ, кој не присуствувал на кратењето, толку веројатно асистентот на режија Трајче Попов. Вториот филм, Мирно лето, е исто така рековме еден од класиците дефинитивно на македонската кинематографија. Значаен е по тоа што е прв македонски филм снимен од домашен македонски режисер. Рековме дека до тогаш било практика да се повикуваат поискушни режисери од другите републики. Покрај Воислав Нановиќ во Македонија снимале и Франчес Тиглиц, Жика Митровиќ, Мистон го снимил, Бранко Бауер и така натаму. Прв пат дипломиран театарски режисер Димитри Османли добил можност да снима филм, и тоа филм на современа тема, бидејќи Мирно лето е првата македонска комедија и првиот филм снимен на современа тема. До тогашните играни филмови биле претежно на теми од војната или по војната или Мистон во македонското револуционерно минато, а Мирно лето е првиот македонски филм на современа тема и воедно првата македонска комедија. Сценариото го напишала тогаш прочуената сценаристка од Белград Фреда Филиповиќ. Режисерот Османли работел, се разбира, со неа заедно и заедно со драматургот Коле Чашулен на адаптацијата на сценариото. Интересно е дека Мирно лето всушности не бил предвиден да се сними во таа 1961 година, значи пред точно 60 години од денес. Тоа требало да биде солунските атентатори, но заради тоа што Жика Митровиќ не успел да ги оствари подготовките за филмот, на тој начин Мирно лето добил виза за снимање. Снимањето малку се одолговлечило, нели требало да се снима во Охрид. Приказната на филмот е, верувам, позната на повеќето на љубители на филмот. Се работи за еден брачен пар кој оди во Охрид да се одмори од гужвите што ги доживува во Скопје, но ни таму нема мир. Една извонредно напишана и извонредно реализирана комедија на карактери, пред се комедија на менталитети, комедија на ситуации, во која покрај главната роља што ја толкува гостинот од Србија Слободан Перовиќ, кој го надсинхронизира нашиот актер Драги Костовски, а сите други роли се на актери од Македонија, значи тука покрај
Слободан Перович се Петре Прличко, Илија Милчин неизоставните, потоа Ѓува Лековски, Дарко Дамевски, Цекова, Љупка Џундева и така, останатата актерска екипа. Особено добра работа завршил покрај снимателот Љубе Петковски и сценографот Диме Шумка, кој успеал да ги анимира, да речеме, оние сцени на Охридското езеро со мрежи, со чунови, карактеристични за Охрид. Постои уште една интересна анегдота од снимањето на Мирно лето, дека бидејќи снимањето доцнело, подготовките почнало во доцната есен, таму негде крајот на септември, но набар го фатило такво страшно невреме во Охрид, што било премногу студено, а требало да се глумат сцени што се случуваат на лето. Било невозможно да се продолжи со снимање во Охрид и оттаму екипата се префрлила во Скопје на сајмиштето, кое веќе денес го нема, во тие хангари, и таму биле повторно реконструирани со помош на овој извонреден сценограф Диме Шумка тие поставки на Охридското езеро. Кинотеката на Република Северна Македонија во изминативе неколку години дигитално ги реставрираше овие два класици на македонската кинематографија, Фросина и Мирно лето, кои ќе можете да ги видите на отворено, значи во дворот на кинотеката, во летното кино кое во име на еден од овие филмови е именувано токму Мирно лето.